Според управата за хидрометеоролошки работи, портокаловата фаза во која се наоѓа државата продолжува од 17 јули и ќе трае во следните 10 дена. Сите региони од државата, вклучително и Осоговскиот, ќе бидат во портокалова фаза. Тоа значи дека од денеска продолжуваат да важат препораките за намалување на ризиците од високите температури согласно акцијскиот план на Министерството за здравство за превенирање на последиците од топлотните бранови врз здравјето на населението. Затоа се препорачува ослободување од работни обврски на најранливите групи население, како што се бремените жени и лица на возраст над 60 години, чии работни ангажмани не е можно да се спроведат преку онлайн работа. Во градинките да не се практикува физичка активност и да не се изнесуваат децата на отворено од 11 до 17 часот. Единиците на локалната самоуправа, Црвениот крст и центрите за социјални работи во регионите зафатени со топлотниот бран да пружат помош на осамени, стари, изнемоштени и безпомошни лица. Со оглед на одредени ризични производствени технолошки процеси може да представува дополнителен ризик по здравјето на изложените работници, се потсетуваат работодавците на обврската за почитување на законските прописи од оваа област. Се препорачува приватниот сектор да го организира работното време со цел заштита од директна сончева изложеност на работниците, пред се избегнување престојно отворено во периодот од 11 до 17 часот. Сите правни субјекти кои вршат активности на отворено да ги запрат активностите, особено градежните работници. Исто така, владата на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги задолжи корисниците, односно стопанисувачите со државни шуми, согласно Законот за шуми, да прогласат забрана за движење во шумите по добиена претходна согласност од надлежното министерство, што се операционализира од 17 јули 2023 година.